СДСМ продолжува со повиците за референдум за членство во Европската Унија. Трајче Стојчевски од СДСМ вели дека владата не може да се правда со недостаток на средства за референдум, обвинувајќи дека се трошат пари за тендери и владин луксуз. Мицковски вели, ќе ја платиме цената и дека треба со децении да чекаме за влез во Европа. Македонија ќе остане без млади, без народ, без иднина. Камен на камен нема да остане. Младите не сакаат Мицковски во нивно име да одлучува, да им ја крои капата, а со тоа и иднината во заложена и изолирана држава. Младите сакаат сами да одлучат во каква држава ќе живеат. Од друга страна, владеачката ВМРО-ДПМН го обвинува лидерот на СДСМ, Венко Филипче, дека им штети на македонските национални интереси, прифаќајќи бугарски влијанија и ставови во политичките и евроинтегративните процеси на државата. Според нив, тој поддржува уставни измени и толкувања што го засегаат македонскиот идентитет и историја, ставајќи ја Македонија во подредена позиција во однос на Бугарија. Венко Филипче е на иста линија и со бугарската министерка на Радев, Петрова Чамова. И двајцата повторуваат дека Македонија преговара со Европската Унија, а не преговара со Бугарија. Но вистината е јасна, а таа е дека токму Бугарија, водена од своји историски и политички интереси, ја блокира и ветоизира Република Македонија на патот кон Европската Унија. Поред владеачката партија, ВМРО-ДПМН нема да дозволи промена или разнебитување на македонскиот идентитет и смета дека историјата и националните личности не треба да се користат за политички пазарења.